4 одат за дрешетки, 6 во куќен притвора за 8 мерки на предпазливост од 19 новоосомничени во истрагата за пожарот во кочанската дискотека Пулс. Актуелниот министер без ресор осомничен како директор на ДЗС Шабан Сали оди во притвор, додека на екс-министерот за економија Валион Сарачини му е определен куќен. Дритон Кучи, кој исто така се сомничи за периодот додека ја извршувал функцијата министер за економија, се очекува да се врати од Норвешка, каде беше амбасадор. Од отворањето до кобниот 16 март ниту еден инспектор не стапнал во кабарето да ги направи потребните контроли, а раководителите на институциите не презеле ништо во таа насока. 4 поранешни министри во економија, 3 државни секретари и 6 службеници од истото министерство се под истрага затоа што му овозможиле на кабарето да добива лиценци без да ги исполнува минимално од техничките услови за работа. Актуелниот министер за економија Бесар Дурмиши не е опфатен во истрагата, бидејќи газдата на кабарето не инициирал постапка за нова лиценца, а последната е од 2023 година, кога министер за економија беше Крешник Бектеши. Никогаш не било во соодејство со потребните услови за кабаре. Туку во суштина објектот работел како дискотека, што влијало за бројот на гости што требало да бидат присутни. Само ќе ви посочим, во однос на кабарето, картите на гостите формално биле издавани до бројот на гости кој може да прими овој објект, а тоа било 240, а во моментот на несреќата од досегашните сознанија биле околу 650. Значи, ова е во однос на економија. Сите директори на Дирекцијата за заштита и спасување од 2012 до сега се осомничени. За 3 поранешни и 1 актуелен директор, генерален инспектор и други службеници, истрагата до сега покажала дека целосно ги запоставиле своите надлежности во однос на безбедноста на објектот. Според Коцевски не правеле контроли, надзори и проценка на ризик, не само во Пулс, туку во ниту еден угостителски објект во Македонија. За разлика од ДЗС, за раководните структури во пазарниот инспекторат, односно 2 осомничени директори, Анета Сименска-Димовска и Горан Трајковски, дополнително се утврдуваат дали и какви надлежности имале. За 2 поранешни директори на државен пазарен инспекторат, кои од претходно се истражуваат, проверките продолжуваат, пред се поради околноста дека и нивниот мандат се врзува со период во кој клубот работел со фалсификувана лиценца, како и со уште неколку други лиценци кои се предмет на проверка. 3 градежни инспектори, кои се дел од новоосомничените, го знаеле кабарето, но и покрај тоа не провериле како од магазин станал угостителски објект без никакви безбедносни стандарди. Во таа насока се товарат и 3 последни градоначалници на Кочани. Според обвинителството, до започнување на истражната постапка, кривичното дело кој им се става на товар не е застарено за ниту еден осомничен. Истражните органи и постапката ја водат не само за оние кои директно се сомничат за несреќата, туку и за повеќегодишните системски пропусти кои придонеле за настанување на пожарот кој зеде 61 жртва. За пример, земале други вакви судски процеси кои ги имало во Романија, САД и Бразил. Во оваа истрага досега опфатени се вкупно 45 лица, а се очекува да финишира за околу 2 месеци. Паралелно, втората се води во обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, каде засега осомничени се 7 полициски началници и службеници.